Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Постојат бројни заблуди кога станува збор за употребата на антибиотици. Често можеме да слушнеме дека антибиотикот немал дејство бидејќи бил слаб. Па постојат ли јаки и слаби антибиотици? Која е разликата помеѓу антибиотикот со широк и тесен спектар? Ки има ли антибиотикот ефект доколку се дава само 3 дена? При долготрајната употреба на антибиотик, дали човековиот организам развива отпорност кон него или пак бактериите стануваат резистентни на тој антибиотик? Имаме на вистина бројни дилеми што сакаме да ги разјасниме во денешната Телма амбуланта, а сите прашања ќе ги упатиме на професор доктор Никола Пановски, микробиолог. Ќе погледнеме блок реклами, а потоа се гледаме во студиото и стартува разговорот во студиото. Се за антибиотиците во денешната Телма амбуланта од разговорот со професор доктор Никола Пановски, микробиолог. Професоре, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Добре најдов, благодарам на поканата. поканата. Секогаш е чест и задоволство кога сте тука и кога ни појаснувате и ни разрешувате бројни дилеми. Баш ми е драго. Ќе започнеме веднаш со она што често може да се слушне, дека терапијата немала ефект, бидејќи антибиотикот бил слаб. Постојат ли слаби и јаки антибиотици? Па не, тоа е премногу симплифицирано. Значи, јак е оној антибиотик, така да кажеме, силен, што ќе го направи дејството. А нема колку е луѓето или колку е животните послаб и појак. Ако е точно погоден, ако дејствува на бактеријата, тогаш би бил јак. Мислам дека се менува тоа што често пати некој, особено порано кој имаше многу нови антибиотици, со спектарот на дејство, и дека кога ќе го даеме, тој ќе делува на сите и во тој смисол е јак, и зошто да даваме таков, кога може и послабиот под наводници послабиот да даде резултати. Во тој смисол дека некогаш викаат популарно на некој доктор кој е многу радикален, вика ти мува убиваш со топ, а можеш да убиеш и со рака. Или со назумови, користиш топ за да убиеш мува. Значи, при релативно лесна инфекција, која може би сама проаѓа, да се користи 1 или 2 антибиотика. Тоа е тоа, мислам, а за некој има и сосема заблуди. Кај што викаате јак антибиотика нема врска со тоа. Баш е со тесен спектар, баш е усмерен на некој бактерија, меѓутоа така му излегло името. Така има и заблуди кои ни со, што го кажам, не соодветствуваат. А професоре, веќе споменавте дека има широк спектар одреден антибиотик, а некој тесен спектар. Так. Што тоа значи? Значи, ова што е со јак и слаб, најверојатно се мисли на спектарот, на дејство. Значи, антибиотик кој по својот механизам на дејство ќе дејствува на скоро сите бактерии или на голем број на видови на бактерии, дури и на грам позитивни и на грам негативни. Значи, лекарите што не учеле микробиологија или што не ја сакат, ги обожаваат тие антибиотици, така и почна целата катастрофа 60-тите години, да се дават тој лек, не ме интересира какви бактерии има, и сега има антибиотици кои делуваат и на вакви, и на такви, не ме интересира да правам лабораторија, да чекам дали е, што е, дојде пациентот од врата, каже кај кивнал, ја ќе му дам од тој антибиотик. Што покрива речиси се? Што покрива речиси се? Проблемот е што тогаш не бил толку значен пред 60-70 години микробиомот и неговото значење, требаше време да се открие. Второ, антибиотик со широк спектар дава отпорност на повеќе видови на бактерии. Тоа е второто лошо дејство негово. Значи имаме побрзо ширена резистенција отколку ако се оди целно само на една група или само на една бактерија. Трето, обично тој е потоксичен, покрај тоа што уништува флора, и четврто е поскап. Значи тоа се доведува до тоа да антибиотик со широк спектар се употреба кога навистина не знаеме што му е на пациентот, немаме време да чекаме. Значи, кога не е јасна диагнозата? Да, се работи за критична состојба. Значи, тешка пневмонија, тоа, зборам по протоколи пишува, септична состојба, немаме време ние да, дури ни рентген снимка да направиме,
и така натаму треба да почекаме да не зборам и брза лабораторија, меѓутоа особено која е септична состојба, висока температура и пациентот е критичен, тогаш се дава антибиотик со широк спектар, бидејќи не знаеме што е, а тоа што е може да го убие пациентот, дури некогаш се дават и 2 антибиотика истовремено за да се покрие се, а што побрзо, понатаму би требало да се исклучи едниот од тие 2 или од тој со широк спектар да се помине на некој друг. Зборам за тешки случаи. За жал, некогаш се дават антибиотици за банални бактериски инфекции, а најчесто кога нема ни бактерија, замислете колку се даваше панцефот или цефиксимот, елек со широк спектар на дејство, кој се даваше во ковид. Врска нема ни со бактерии, па бар да дава некој побезазлен со... Значи, тоа е таа катастрофа. Инако, кога кажав дека на времето се случила катастрофа, тоа не било со резистенција и со уништување на микробиомот, туку нешто трето. Например, прво бил пронеден пеницилинот, кој делувал на грам позитивни, 40-тите години, и исторено стрептомицинот, кој делувал на причина туберкулоза и на грам негативни. И потоа, третиот антибиотик 60-тите години биле тетрациклини, кои за разлика од овие претходни не требало инекции, се пиеле, значи една елдорадо за докторите, фармацевтските компании кажувале дека тоа сега е готово. Имам изјави кај што завршија бактериите, уште само тие тоаш биле пронајдени вируси, со бактерии може да завршиме. Готови почна да се дават масовно. За жал се дават и на деца. За среќа се даваат во богатите земји, а не во сиромашните. И од тоа што се случи таа катастрофа, прво лекови сега се дават во афричките посиромашни земји, се прават студии. Значи масовно се зимат и децата кога добиваат трајни заби, тие се жолти. Жолти, шарени и така натаму, и одеднаш секогаш во медицината еден пронедок или една несреќна случка развива друга. Значи заради создавање на овој проблем се енормно зголема зброј на протетичари, бидејќи требало девојчињата вака убави кои вас да се смеат. Има тука била насмевка, така да или се заби. смеат, значи почнаа им стават протези. И така натаму, и станале едни од најбогатите луѓе во западноевропските и во Соединетите американски држави. А јас лично сум го избегнал тоа, бидејќи веќе ми биле пораснати забите. Значи, кај нас негде 60 настрада оние што се родени 65-та, 63-та до 68-та. Ама дел од нив, оние чии родители, иако викаат сите сме биле равноправни, што можеле да дојдат до тие лекови, инсистирале, еве, прочитав, дај му на детето. Најтрагично се сите овие деца, 99,9%, не им требал никаков антибиотик. И друга работа, која кажав дека сега се развила протетиката, со појавување на стрептомицинот, се намалила многу смртност од туберкулоза. Меѓутоа, тој делува на осмиот нерв, акустичен, луѓето станале глуви и наглуви. Живи, ама наглуви. Благодарение на стрептомицинот, експлозија доживела аудиологијата. Значи, лекарите по ОРЛ, кои се работат со слушни апарати, почнале масовно да се произведат. Значи, такви работи има многу во историјата на медицината, кај што една излекување на една болест доведува до друга болест. Болесна, меѓутоа, многу причини, затоа кога ќе се прашаме како во здравство се расте, нови помагала, нови лекови стално, па нели нешто успевам. Стално има нешто ново, а нешто и подметнато од Big Pharma, од Big Pharma дека е многу подобро од колку што вистина и стално постојано, но 10%, замислете, секоја година во секоја земја од најразвините за лекови и за медицински помагала се дава повеќе од колку претходната година. Се има нешто ново или како што вулгарно викаат, измислија за секој лек болест. Значи тоа е со широк спектар, вака да го кажам, дека може да даде и тешки токсични последици. Ќе проговориме ве сега за новите лекови, новата генерација антибиотици. Дали се тие секогаш со широк спектар? И дали можеби почесто се припишуваат, бидејќи имаат подобар ефект од старите антибиотици? Па не се сите со широк спектар. Напротив, има лекови кои се директно, да речеме, кон мрса. Нови лекови,
кон ентерококи, кон грам позитивни, кои воопшто не делуваат на грам негативни, меѓутоа повеќето да се со широк спектар. Меѓутоа не, само да се вратам назад, не е само и спектарот важен. Зависи каде оди антибиотикот. Дали он оди, да речеме, во мозочната течност. Ако не проаѓа, најдобар да е, делува на бактеријата. Меѓутоа, ако не оди кај што е бактеријата, ако не може да стигне, Значи треба да има моќ да пројде. Да. Например, го имаме азитромицинот и тетрациклините кои од крвта бегаат од ткивата. Ако со нив лечите сепса, ќе направите грешка, бидејќи бактериите се во крвта, а нивната концентрација е во ткивата. Така. Обратно има лекои кои во огромна количина, како што се аминогликозидите, како што гентамицинот, амикацинот, кои има многу во крвта. И со нив може да спасите живот на човек кој е болен, да речеме, има сепса од најчестите сепси од Ешерихија коли, бидејќи во крвта ќе биде негова концентрација и тоа се он за зидомицина вика јакле. Јак е во ткивата, во крвта не е јак. Ово е обратно. Ово е обратно во да не збориме и за спектар. Проблем е што нема нови лекови. Значи нова класа на антибиотици не е измислена. Слабо се работи на тоа поле. Па веќе 20 години. Значи најновите лекови кај нас се произведени или почеток на 2000-тите, а повеќето се произведени во минатиот милениум. Тоа е линазолид против ентерококи и МРС, кој е произведен пред 20 години, и два лека моксифлоксацин и левофлоксацин, кои се исто така 97 добиле од DFDI, кај нас дојдоа пред 10 години после тоа, и од сите три ниеден не е на позитивна листа во аптека. Ги има во болници, може да ги давате на болничката листа, во форма преку инекции инфузии, додека ова таблетарни форми дури и не се на позитивна листа. Овие моксифлоксацин, левофлоксацин се со широк спектар линазолид. Не, значи не постои таков застој на пронаѓање на лекови како што има кај антибиотици, како што не постои ни таков број на нови лекови во крајот на минатиот милениум, негде од 70 до 95 година. Ние секоја година имавме нов лек. Ние како микробиолози промовиравме, имавме стално материјал и барање да ги испитаме новите лекови, одевме на конгреси и така натаму. Да, од 2000 година се расправаме со резистенција и со тоа дека старите лекови треба ги чуваме, бидејќи ќе ги изгубиме, бидејќи борбата со бактериите, фармацевската и науката ја изгуби во смисла непотребно и неправилно ја водеа борбата со тоа што ние секогаш ќе најдеме подобар антибиотик и сите механизми на резистенција ќе ги премавнеме, да на крај фармацевските компании видоа дека антибиотикот трае 20 на години. И не им се исплати. Така, немаат интерес Зашо да работат на нови антибиотици. Вие не може тоа да го сватите, и тоа компаниите садат нешто кој што гради се у Скопје, некои кули кои ќе се изградат, има 80 години, сикаме зашто ги гради овој човек газдава, кого нема ни да ги види кои ќе се изградат, а негде 2045 ќе почне да добие профит. Така и со лековите, значи кога по 20 години треба го добие профитот, лекот веќе не действува, а има толку големо поле на лекови извонредно скапи. Како што се генските на кои што се работи во моментот. Но вие како да. што трикафтата за која суеме, која за разлика од антибиотика не ја давате 7 или 10 дена или 3 дена. Доживотно се прима. Туку доживотно, а пациентот е сосема здрав кога ја прима, а пеницинот спасил, не знам, таму 200-300 милиона, меѓутоа се дала една недела. Замислете до ден денес тие 300 милиона да го примале сите пеницинот, секој ден да морале да го прима. Така да тоа е тоа што ги привлекува, така да постојат лекови кои, како се уреоидопеницилини, азлоцилин, мезлоцилин, кои јас сум се вработил 80-та, значи ги немало дека сум бил студент. Пронајдени се од кога сум се вработил, сме држале предавање ги испитуваме, да веќе 15 години се тргнати од употреба заради тоа што немаат дејство, а се релативно скапи за производство. Значи има лекови што се тргнати. Сега што со тие тргнати антибиотици, професоре, може ли по извесен број на години повторно да се врати нивната моќ? Може, значи има и да многу се вратат примери. во употреба?
Има многу примери, а има и стратегии во некои земји. Например, најпознатиот, најчесто користениот лек во историјата не е пеницилин, туку е ампицилин и амоксицилин. Тоа се исти лекови, едни се даваат 3 пати дневно, другиот 2 пати. Например, во скандинавските земји донесоа пред 20 на години уредба да 5 години нема да го даваме овој лек. Тоа е многу ефтин, корисен е, меѓутоа 5 години бактериите да го заборат. Ке лечиме со друго. И по 5 години го вратија, имаше одличен ефект, враќаат еден ефтин лек, и таму се уште, замислете, уринарни инфекции се лечат со амоксицилин, кај нас се лечеле 5 години негде, кој бил пронеден од 70 до 75 и толку се станала ешерихија, денес да дајете ампицилин на болен од уринарна инфекција, ќе направите грешка, ќе направат лут овде, меѓутоа во некои земји он се уште делува дека таква била политиката. Понатаму го имаме ванкомицинот, кој денеска спасува живот. Кај нас се уште единствен лек, покрај линезолидот, кој делува на резистентни ентерококи и стафилококи, па некои пневмококи. Значи, последен лек на антибиограм, само тој делува. И сега замислете кој има сепса и така натаму, кој е многу стар лек. Понеден таму во некои алги во Борнео, убаво личи каде кој го даваат со палми, а спасува животи. И видено дека е многу токсичен. И е напуштен, бидејќи се пронајдени бета-лактамски антибиотици со широк спектар, со тесен, цефалоспорини и многу други лекови, да како што почнала резистенцијата, тој што верувал во него и на некој начин го чувал, негде од 95-та година почна вртоглаво да му се зголемува профитот, бидејќи почна тој лек да се бара, го пречистиле, и кога ќе дојдете во таква ситуација, вие не мислите дали е токсичен, туку дали ќе го спаси пациентот. Понатаму лековите кои денеска ги даваме многу интересно, колицин и полимиксин Б. Тоа се лекови кои се дават и кај овие цистична фиброза дечињата, преку инхалации, бидејќи се токсични. Значи, која беа пронајдени, се промовира, меѓутоа толку многу се пронајдоа флуорокинолони и цефалоспорини да ради токсичноста се тргна. Значи се пронајдени, после ја кога сум се вработил, па се тргна, да пред 10 години и се користат само како инхалации. Да, особено кај нас, колистинот е единствен лек за многу грам негативни бактерии како што клепсиела, јацинетобактер и спасува живот. Значи, секојдневно, сега додиме на институт, ќе најдеме 10 бактерии на кои само колистинот делува. И тој сега е водечки антибиотик, иако порано, пред само 30 години, рекле многу токсичен, бидејќи кој пациентот кој се бори за живот не е важна токсична. Важна е, меѓутоа гледате да му го спасите животот. Така да тие се тие работи. Да спомнам уште еден лек кој е многу стар, фосфомицин, кој можда 40-50 години не се дал, сега е многу успешен во лечење на уринарни инфекции. Тоа се цени кога гледам некои извештаи на Светска здравствена организација, на Европскиот центар за заразни болести, колку е земјата била паметна под наводници да ги чува тие стари лекови во залихи, да може лесно да ги произведе или да ги увезе од друга земја. Значи, така да има стари лекови. Има стари лекови кои што се уште наоѓаат. Да, на антибиограм пола од лековите се прастари лекови, кои дел од нив воопшто и не биле 30 години во употреба. Но што ако се случи пациентот да направи антибиограм и кај него да се изолира бактерија која што ќе биде отпорна на сите антибиотици, дури на овие што ги наведовте? Постои ли решение, ќе спроведете ли никакво лекување или нема начин да му се помогне тој пациент? Кај нас особено, тоа е реткост во западните скандинавските земји, многу ретко, се случува и тоа. Иако се уште најголем број бактерии не се осетливи на ванкомицин, значи не сме нашле врса, тоа е ванкомицин резистентен стафилококус аурус, и не сме нашле клепсиела или некоја друга што е резистентна на колицин, меѓутоа има некој ентерокок и некој ацинетобактер. Значи едните грам позитивни резистентни на ванкомицин, тоа се ВРЕ, и ги има многу кај нас, и овие бактерии псевдомонас или ацинетобактер кои се резистентни на сите. И сега ќе кажеме, може би не сме ги испитале сите, меѓутоа нема апарат.
кои автоматски ги испитува. Значи, сите потешки случаи се ставаат на апарат и апаратот кој ќе го каже све Р, тоа значи резистант, Резистентно. сите Р, бар се молиме да каже едно И, тоа значи интермедиерен, дека лекот би делува ако се даде во поголеми Дози? дози. Ако се работи за животно, за грозувачко состојба, нема ја мислиме многу. Мислам, клиничарите ќе го дадат. Тој, така да ја немам одговор на ова прашање. Сега Што сум со у пензија, комбинација со повеќе кога ќе видам антибиотици? Кога ќе видам таков случај, многу ми било жал што не работам директно со пациенти, хирургија, гинекологија, педиатрија. Тоа што сум сакал, не сум успел. Си речем, шубаво што не сум на местото на пациентот, се разбира, туку и што не сум на докторот кој сега го лекува пациентот, кој не знае што да му даде, односно се случува како оние лекари што работеле пред 80 години, така наречен црн век, така црниот век трае од 45-та па од постојање на човекот, кога масовно се убирало пред се од инфекции. Се надеваме дека таа бактерија која е таму најдена, иако не сме нашли во крв, да речеме, не е толку вирулентна и дека сепак пациентот ќе преживе, така да не знам што му даваат. Знам дека него веќе му даваат нешто. Сигурно при тежок случај не чекале да дојдат резултат. Они му даваат 2 лека најмалку и гледа дека и на тие и на останатите што не ги дале немаат резистенција. Често пати се јавува не само бактерија, се јавува како компликација габичка. Значи, кај овие пациенти се населува некоја габа, како што е кандида во крвта, и 90% од тоа, ако кој ќе се јавиме, особено кој е габичка, кажуваат ноќеска пациентот почина. Благодариме на резултатот, меѓутоа веќе почина. Значи некој од нив на чуден начин, иако се преживува. Значи сепак е основен имунитетот. Се изборува самиот организам, како што изборувал и векови пред да се пронидат антибиотиците. Во секој случај непријатна состојба, така да Професоре, споменавте дозата. Не знам која комбинација, ако едниот и другиот е Р. Мислам, едниот и другиот е резистенција. Има некој случај кај всушност се апелира да не се земаат многу антибиотици, да не се даде, меѓутоа едниот е Р, другиот е С, не се двата Р, така да. Не се двата Р. Не се двата му дава да подобро пробие во бактеријата и така натаму. Професоре, споменавте дозата. Да. Дали е важно секогаш дозата да биде соодветна за пациентот, бидејќи нели се пресметува во зависност од возраста, кај децата и телесната тежина се зема предвид и слично. Доколку дозата е пониска, пред малку споменавте дека во некој случај животозагрозувачки се даваат и големи дози на антибиотик. Но доколку се даде помала доза на антибиотика, некоја пообична инфекција, дали антибиотикот ќе има ефект? Па ќе има ефект, побрзо ќе создаде отпорност на бактериите, бидејќи тие нема да ги убие, а ќе преживеат. И тие мали дози, ние и лабораторијата, ако постепено му дадете мала доза и ја зголемувате, она не умира, туку може да стане полесно ќе се приспособи, бидејќи преживува на почеток и потоа се навикнува да живее. Дури има трудови кај што сега ова изгледа чудно, меѓутоа постои, да бактеријата станува, се создава таков сој, да бактеријата станува зависна од антибиотикот. Да мислите, имате бактерии кои кога ќе им дотурите антибиотик или ако се инфекција, они побрзо се размножуваат. Значи успеале да го внесат во својот. Ретки се, меѓутоа има такви случаи да антибиотикот ја влошува состојбата, бидејќи на причинител му возможува. Значи, кога ќе се прекине антибиотикот, всушност пациентот би оздравел во тој случај. Би оздравел ако бактеријата само во случај ако зависи од антибиотикот. Зависи од инаку што се однесува до дозата, многу е важно. Јас обично на предавања се земам себе си за пример, значи кога Пол Ерлих си замислил како треба биде тој антибиотик, он кажал дека мора да делува во мали количини. Бидејќи што ако инфекцијата на малото прсте на десната нога, порано што правеле? Пробале локално да сечат, ставале антисептици и сега некој бил радикален и го сечел прстот веднаш, некој чекал, да речеме на председателот, синот на председателот Кевин Кулич во Америка,
чекале и детето умрело. Од мала инфекција зашто играл тенис на некој плик. 24-та година, кога немало антибиотици, се проширило, се јавила сепса, стафилококна и најдобрите лекари во светот го лечели, не можеле да го излечат, ако е пронаден антибиотик и најлошиот доктор би го спасил детето. Меѓутоа, тогаш требало да решават што да прават. И сега, кога се пронајден антибиотици, он треба да стигне до малото прсте, така? И ги прашувам колку тежи една капсула и се они, кој кажа, 500 мг, 100 еве, вземаме еден тетрациклин, доксициклин или вибрамицин, кој е 100 мг. И јас се взимам дека сум 100 килограми, а веќе повеќе со вода, имам повеќе од 100, рачунете дека јас сум ја едно буре, да си замислам дека сум едно буре со вода, и дека 100 милиграми, десетинка од грамот, треба да ја отворите и упрашах да ставите во бурето. Да се раствори, треба да биде растворлив, и кога ќе црпнеме од тоа 100 литри, ако го ставиме во контакт со бактерија, да ја убие. Или да испречи да се размножува. И потоа земам пример на некоја колешка најчесто, тие се полесни, што е колку вас или некој има и многу вода, и сега како ние иста доза ќе примаме. Значи, кај мене ќе биде 3 пати помал ефектот, отколку кај тој што има 40 кила или кој што има 50, да не збориме кај деца. Значи, тука е дозирањето секогаш на килограм телесна тежина, меѓутоа кај возрастните не се оди во толку детали. И второ, што кажав, треба да се види што лекуваме. Значи, имаме, ги спомнав, моксифлоксацин, левофлоксацин, тие се викаат респираторни флуорокинолни. Пред се делуваат во белите дробови. Имаме нолицин или норфлоксацин, пипемидински или паринпорон, кои се уроантисептици. Тие пред се концентрираат во уринарата. Така. Нитрофурантин, значи тие сите делуваат пред се таму. Има лекои што влегуваат во менингите, па ги користиме за тоа. Значи има многу називи и за што се користат, и од тоа зависи дозирањето. А од што зависи дали еден антибиотик треба да се земе во двојна доза? Само, значи, двојна доза е непотребна, бидејќи направено е, ако се дава според телесна тежина, ако инвитро ги убива бактериите, дури сме направиле и тест дека ги убива, зошто да ја зголемуваме дозата, бидејќи токсичното дејство на антибиотикот може да направи штета. Значи, нема потреба никогаш од двојни дози, освен кога кажав, ако нема осетлива бактерија, туку има она што ја викаме умерено осетлива или интермедиерна. Значи, со и ги образуваме, имаме резистентни, интермедиерни и сензитивни. Ако е интермедиерна, тогаш е дозволено, ако дозволува антибиотикот, и зависи од состојбата на пациентот, да се дадат поголеми дози. Значи, он делува во нормалната терапија на бактеријата, понекогаш во крвта е доволен за да делува на бактеријата, а во некои периоди, бидејќи се дава, да речеме, на 6 сати или така, но не, тогаш може да се зголеми дозата, двојно и така натаму. Зависи од антибиотикот. Некој не смее воопшто да се зголеми. Да речеме, пеницилинот е лек, природниот пеницилин Г, како што досега не е најден, ниту ќе се најде. Неговата доза може да се зголеми 500 пати. И пациентот, ако не е алергичен, ако е алергичен, од најмала трак, да. Значи, само 3% од тој лек преоѓа во мозочната течност. И нормално дека ако ние даваме милион единици, многу мал дел ќе влезе во 30 интернационални ќе влезат во вакво, а нас ни треба и таму да има 1000. И тоа го постигнуваме на тој начин што нема да даеме 1 милион, туку ќе даеме 50 милиона. Во инфузија 50, а има Гинисов рекорд кај што еден човек примил 500 милиони единици или во тежина во еден ден, во 24 часа, пола килограм чист пеницилин. Значи, пола килограм, не знам што да ви стават у вена. И си било во ред со него? Да, апсолутно. Значи, тој е лек, апсолутно е нетоксичен. А меѓутоа, единствено што може да го убие пациентот ако е алергичен на него. Значи, тој може да се зголеми дозата. Воопшто бета-лактамските антибиотици се лекови, па и амоксицилин, што нема да се случи ништо страшно ако се зголеми, меѓутоа ефект нема да има. Сем во вакви посебни случаи. Значи, двојни дози
ако не пише во упатството, ако не пише во производителот, а што се прави кај нас е грешка и не знам зашто упорно се прави. Нешто што никаде не го прочитале, заради тоа што тој, зборите, предпоставам, мислите на азитромицинот или сумамедот. Така, токму за него. Значи, неговата слава што ја добил, тој е хрватски лекот плива во светски рамки, пред се е начинот на давање. Значи, идеален антибиотик, кој се тежне, е што ќе се даде преку уста, на него боцкаме пациент, да не треба медицинско лице, и што ќе се даде во една доза. Значи во една доза. Тоа е идеален. Таков не е пронајден, меѓутоа ова е блиску до идеален лек и затоа го рекламираат, ако се 3 лесни чекори како играат валцер. Веќе се дава 3 дена, а за сексуално преносливи болести се дава еднаш. Двата, значи тоа е неговиот успех. Он легува бега од крвта од ткивата и 10 дена по примање на една доза 10 дена е во ткивата во доволни концентрации да ги убие тие причинители за кои го даваме. Нема потреба од двојно. Тој кој беше пронајден, веќе јас сум со него од пронаѓањето и го испитувам, се даваше 5 дена. Потоа научниците видео од Загреб 3 дена. Викам, како е овакво ефектот ако го даете 1 ден, а не 3 дена. Веќе 3 дена беше исто како 5 дена. А рекоа дека е сосема идентичен. И вика, ние го пиваме 3 дена, замислете, 3 дена го даваме, зашто не го прифаќаат ни пациентите, ни докторите. Вика, невозможно е тоа. Се дојдете на лекар да го испиете, да ви дадам чаша вода. И тоа да биде конечната терапија. Да биде. Јас сум го испитувал на животни, мислам, по 10 дена во ткивата има доволна концентрација, доволен е и 1 грам или 1,5 грам. И тоа е идеален во смисла на давање. И нашите доктори тоа го злоупотребуваат. Јас сум одржал можда 500 предавања на тој лек. Порано го промовиравме. Значи, предавањата некои биле и комерцијални. Да сега се најдем ситуација да мислам дека и фирмата ваши комши не се многу задоволни од тоа што го кажувам, меѓутоа тоа е тоа. Јас ќе држам до науката. Бидејќи тоа давање не го поддржува никој. Тоа е токсично дејство на лекот и многу од симптомите што ги имаа нашите пациенти за ковид не беа од ковидот, туку беа од двојните дози на лек. Така, предозираност со лекови. Да, пишуват, значи упатството пише, јас сум го читал на телевизија, што треба да направите ако си напиете повеќе од колку што пише упатството. Вика, обратете се на матичниот лекар. И ќе се обратите матичниот лекар, мене специјалистот ми го предложи, а специјалистот субспецијалистот ми го предложи. Замислете кај сме. Да му се обрати и дека треба да дојдете да повраќате, да го исфрлите лекот. Професор, замислете што се случува кај нас и упорно се намали многу. Мието уште има ентузијасти под наводници, тврди глави што го терат тоа. Што мислат дека они знаат поише, без да отворат книга, кој што има дека не постои ковид, ови вика 2 дози ја ќе дам, па што сака некој. Професоре, колку често смеат да се препишуваат овие антибиотици со широк спектар? Бидејќи се случува и многу често да го добиваат истиот антибиотик. Не треба да се препишуваат, меѓутоа некогаш кога нема избор, значи кај рекурентни уринарни инфекции. Меѓутоа тука треба сепак да имаме антибиотик да не биде многу широк спектар на дејство, да не направи некоја белја. Иначе што ќе му правиме на пациентот ако таа предиспониращи фактор не може хируршки да се отстрани покрај природни продукти што ќе му се дават некои повторувачки инфекции. Инаку не би требало да се повторуваат, веќе го уништуваат микробиом. Ја да речем лично имам протези. Сега што ако ме фати негде на одмор и било каде овие импланти, не протези, кои не е така да ги извадите, па, значи импланти кои се со штраф и нешто ќе ми потече и морам да земам антибиотик, лек кој делува на тие анаеробни бактерии и ми се случи по месец дена пак и сега викам што да правам, морам да го земам, иначе ќе отиде работата. Значи во тој смисол кога е можно, кога е неопходно се зимаат, меѓутоа да не се зимаат за нешто за што не знаеме што е, да се даваат на слепо,
ај за Еве, секој случај. например, кај некој што има проблем со зъбите, му се јавуваат често инфекции, се земаат антибиотици. Што значи за тој пациент долготрајното земање? Треба да се избегне, единствен начин да се избегне или бактериите? Ако може да направи интервенција, и ако има пари да направи таа интервенција, така, повеќе фактори зависи да значи мора проблемот да се реши. Да се реши со отстранување на причината. Значи, ако има некој гној негде, ако има некој абсцес, да се извади, а не цело време да се штити со пиење на антибиотици. Меѓутоа, реков, има случаи кај што не може тоа да се отстрани, така да имаме лекои... Се дават како превентива долготрајно? Па да, значи тоа сакав да кажам. За уринарни инфекции има деца кои имаат везико-уретерален рефлукс. Кога се враќа урината во бубрегот? Не мисля да. И тоа дава чести инфекции. Рано му е да се оперира, односно искуството веројатно покажува, сега не сум нефролог или уролог, детски, дека со тек на време ќе созрее тоа, ќе се среди и во тој период детето прима цела година профилактички антибиотик. Се има кој смеат да се пие, значи цела година пие антибиотик. Втор случај е со ревматската треска, кај стрептококус пиген, за која сме зборували овде, кај што некој е алергичен на некои субстанции што имала бактерија и развива покрај ангината по 2 недели, ако дојде во контакт со повторно со бактеријата, автоимуно заболување. Антителата што ги создава го напаѓаат организмот, најчесто срцето и така натаму зглобовите. Повторно кај деца, тие профилактички го пијат овој, како што реков, безаслен лек. Ако се алергични, баш се пие сумамедот или азитромицин заради начинот на давање. Не мора да пие 10 дена, туку ги пие 3 дена, па по 2 недели пак уште 3 дена. Тоа е втор случај кога се дава профилакса. Во некогаш во градинките се дава профилакса ако се јави некоја инфекција како што е менингит од најсерија менингитидис. Може да се даде на околните деца како заштита. Има кај грипот, меѓутоа тај веќе вирус, инаку кај вирусните заболувања, и редовна појава во стоматологија и во хирургијата и во гинекологијата, да кога има некоја интервенција, се даде антибиотик. Тоа е профилактично дање. Човекот нема инфекција, туку има интервенција која може да се внесат бактерии, се намалува локалниот имунитет, општиот, и во тој случај се дадат антибиотици. И научно е докажано дека во хируршката профилакса антибиотик треба да се даде 1 ден. Значи дента кој инфекцијата. Кај нас само 3% од хирурзите го почитувале тоа. Си ја тераат по своје. 5 дена, 10 дена, 3 дена, за секој случај. Ама пишува тука може е врзана и работата. Како ишо азитромицин, сите лекои препишува го овој лек. Ако аптеките кажат дека ти си препишал толку, тоа значи дека се спонзорства, значи има тука многу работи. Доколку се дава еден ист лек долго време, со сигурност ќе се развие резистентност кон него? Па секако не само кон него, туку кон сигурност, зависи од лекоите. Така. Да речеме, пеницилинот е лек кој само за 20 години сите стафилококи станале отпорни на него, а биле осетливи. Меѓутоа, стрептококус пиогенес, бактеријата, потоа спирохетата која предизвикува сифилис, до ден денес е апсолутно осетливи на пеницилин како што биле. Значи зависи од бактеријата и механизмите на бактериите да создаваат резистенција. Кога збориме за резистенција, лековите што имаат, што се природни антибиотици, побрзо создаваат, бидејќи пеницилинот не го пронашол Флеминг, тој постоел, он го видел. Тој постоел со векови и со бактериите биле во контакт со него. Сега станале многу почесто во контакт. И меѓутоа имало некои соеви на бактерии кои веќе биле отпорни со него и живееле на блиску до мовлите, додека хемискиот лек, кој што е кинолите, поспоро создаваат резистенција. Имам уште сосема малку време, но еве јас би ги поканила гледачите доколку имаат некое прашање, кратко да го постават во денешната Телма амбуланта и да добијат одговор на него. Професоре, што е со
природните антибиотици, да речеме лукот, ќе даде ли ефект кај некој сериозен проблем со Ешерихија коли, дивото оригано, бидејќи некои луѓе пристапуваат и кон лекување со природни, така наречени природни антибиотици. Да, значи овие антибиотици за кои зборуваме и затоа го носат името био, се производ на живи организми. Најчесто тоа се габички, стрептомицес габичката и бактерии. Значи бактериите создаваат за да се одбранат од другите. И тие ние ги изолираме и ги даваме на човекот. Меѓутоа, повеќето потоа врз основа на тоа ги надградуваат полусинтетски и така. Значи повеќето антибиотик во тесен писмен збор е баш природен продукт. Такви продукти се најдени во многу субстанции кои не се микроорганизми, туку се растенија. Ние сме го испитувале прополисот. Дури има можеби 15 антимикробни дејства кои лукот сме го испитувале. Исто така, дури у средни школи најчести теми што сум бил кога ќе имат оние надпревари средношколски, го користат лукот, бидејќи им е достатен и ќе дојдат кај нас и бактерии, ќе стават тоа па разни зачини и така натаму. Значи, голем дел од нив дејствуваат. Сега, што е тука прашањето? Ние не сме ги испитале посебно нив, како овие лекови, односно не ги испитала науката. Што се случува кога ќе земе прополисот во организмот? Во организмот. Дали влегува или не влегува во крвта? Така, во крвта. Колку е открито? Толку многу има тие субстанции, се да не ги споменувам, да не сгрешам да ми се смеат фармацевтите, веќе они тие поише ги испитуваат, да не знаеме што се случува, не може да го мериме, тешко да мериме тие субстанции, кај одат, колку одат и така натаму. Едно што знаеме се не се штетни, природни се, корисни и секако дека и самиот лук, самиот антибиотик, натре, тие антимикробни средства дека се корисни. Се корисни, можеби имунитетот го подобруваат. Не се знае точниот механизам и многу важно не делуваат негативно на микробиомот, значи не ги уништуваат нашата флора, природните бактерии, природа. не се такви. Имаме гледач, имаме уште 3 минути до крајот на емисијата, јас ќе го замолам да биде што поконцизен со прашањето. Добар ден за него. Ало, Повелете. поздрав до докторот, многу се зборува за антибиотиците. Така? За ПСА, и да сум во години 80 години, ПСА 7,3 и бебиќи антибиотик аналфломид 500 мг, кој во 10 дена 15 дена да го пијам, првите денови осетив многу тескотија, како да кажам, изнаморчено, грлото малку почна ме боли, умор во костките и тие работи. Вати за себе ги го пијав леко на 2 пати, и кршев тие капсулите, по 250 мг. Дали направи грешка или не направи грешка? Сакам докторот да ми објасни во тоа. Дали направивте грешка што ги испивте со млеко, ако го разбрав Не, добро? рече 500 мг. За кој лек се работи, не знам јас. За кој антибиотик? За кој антибиотик се работи, само уште еднаш ако можете да ни кажете? Алфамомид С. Како? Алфамомид С. Алволамид С. Добро, ви благодарам за вклучувањето, не можам точно да не можам да разберам. кажам кој е тој, дали е антибиотик или не е. Мислам, може некој заштитен име кој јас не го знам. Така да не би можел да... Така да конкретно да дадете одговор. Да, мислам, треба да ги пише. Да, треба да видите генеричко име и така. Докторот така треба да се пие се, да, колку што разбирам ги поделил да сабајле вече заради тоа што му давале Несакани ефекти. не сакање. Не се Не чувствува може да добро. одговор, не знам ни зошто е даден Така. лекот, за која болест, дали е за инфекција или е нешто друго. И така, Ќе мора да се извинувам консултира некој. уште еднаш со докторот како да го зема лекот. Докторе, само јас моето последно прашање ќе го насочам кон докажувањето на бактериските инфекции. ЦРП-то треба да е качено, сме зборувале многу пати, има други параметри во лабораториската анализа од крвта кои се исто така укажуваат на бактериска инфекција, но понекогаш е потребно да се направи бриз. Добро. Доколку пациентот веќе земал антибиотик, ќе бидат ли реални резултатите од земениот бриз? Не, обично ако земал и ако порасне, значи лекоите што се даваат не действуваат што бактеријата и расте, како што спомнав со хемокултурите, меѓутоа тоа не е во ред. Нема потреба да се зема бриз од која почнале антибиотика. Ако почнале се тера понатаму. Значи, ако веќе се зема, треба да се зема Пред да се пред прими да се зема. антибиотикот. Значи,
давате урина и после тоа веднаш може да го земете антибиотик. Земате брисотгрел и може да го земете антибиотикот. Утредента, ако сте во контакт или вашиот доктор, ви кажуваат, расте нешто, не расте. Добар е тој што го земавте, сменете го. Или не расте ништо, престанете да го зимате, бидејќи ништо не е докажано. Ова се лесни случаи. Тешко е во градите да докажеме што е нормална флора, што не е и така натаму. Меѓутоа, во овие случаи може има и брзи тестови, како што кажа, за уринарни инфекции. Меѓутоа, бидејќи не се прави стално микробиолошки преглед и не треба секогаш да се прави, главно е дали е вирус или бактерија, може да ни даде лабораториска, обична лабораториска крвна слика, дополнета со С-реактивниот протеин. Уште подобро ако има прокалцитонин. Прокалцитонинот уште е поосетлив и меѓутоа е поскап. Тој повеќе се прави во болниците. Значи, заблудата е, тој е 3 до 6 нормални вредности, и ако е 30 е покачен. Меѓутоа тој е благо покачен. Иако е 10 пати покачен, тој е благо покачен. И обично кажува на вирусна инфекција, а заедно гледаме и бројот на купниот број на леукоцити, колку од нив се полиморфонуклеари, колку се лимфоцити. Меѓутоа, ако е, да речеме, бројот на леукоцити над 15 или над 20 и ЦРП-то ако е над 100, а често пати е 200 и 300, при прави пневмонија он оди на 300, тоа е бактериска инфекција. Значи има некои случаи кај што е гранично и во зависност од клиничката слика и другите знаци, докторот може да даде антибиотик и да сгреши да биде вирус. Меѓутоа недопустливо често се прави кај што ЦРП-то е 3, 2 или под 10 да се даде антибиотик. Значи, кој има бактериска инфекција, не шмрка, не кива, која е горно респираторна, кога е ангина, стрептококна, не кашла и така натаму. Значи, мислам дека не е тешко да се разликува настинка од бактериска инфекција, а 95% од денеска, ако влезат 100 луѓе во некоја ординација или во неколку ординации, максимум 5 ќе имаат бактериска инфекција, другите 95 имаат вирусна. Така да сега друга приказната, меѓутоа тоа е прилично едноставно и не треба да се брза. Реков, ако имаат брз тест за пиоген стрептокок, ако го направат, ако е позитивен, може да му дадат лек. Може да земат бриз. Тоа е многу корисен тест. Ако пациентот нема проблеми до утре да почека, да видиме дали има стрептококус пиогенис. Или нека му дадат некој лек како што е пеницин природен, перос, па утредента нека го прекине. Значи може да се прекине во тој случај. Значи се може, да, апсолутно. Ви благодарам, професор. професор. Ако веќе е стрептококус пиогенис, се дава 10 дена. Тогаш не сме да биде не ниту 7. Не треба да се прекине, веќе се повратува. Значи, доколку пациентот се чувствува подобро, не сме да се прекине антибиотикот, мора да се испие 10. Зависи од случајот. Кај стрептококус пиогенис се дава 10 дена. Постојат уринарни инфекции, кај што терапијата е 3 дена. Обична значи нема еден универзален одговор. Обична ешерихија коли, тој лек 3 дена е доволен. За друга бактерија, за болнички стекната бактерија подолго. Значи има протоколи, треба само да се отвори да се прочитаат. Има интернет, се има. Професоре, многу ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта. Секогаш остануваат некои прашања што се неодговорени, но и простор за уште едно ваше гостување секако. Благодарам на поканата. Почитувани, тука заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.